Пајажината на Клементина или пајажината на Шарлот. Кај нас во последно време, посебно туку во Неготино, сите учителки барат пајажината на Клементина. Но, за жал, пајажината на Клементина веќе не постои, бидејќи сега е пајажината на Шарлот. И искрено да ви кажам, не знам дали тешко ни е да се навикнеме на нови работи или тешко ни е да ги применуваме работите како што се правилно. Овие случаи. Кај нас у Македонија порано ваа класика на приказната инаку преубава и препорачувам сите да ја прочитате. Се работи тука за детска приказна, задолжителна лектира у основното образование кај нас у Македонија, но и ако не ви е за лектира, моја препорака е да ја прочитате и да видите како зборот може да ги смене работите да бидат подобри. Овие случаи Шарлот, пајакот, го спасува свинчето. Свинчето се викаше, не ми текнува сега как се викаше свинчето, прасето, Вилбур. Значи, Шарлот пајакот го спасува прасето Вилбур и со помош на зборовите што ги плете со мреажите. Така да има доста добра поука приказната, ама порано кај нас ваа приказна, која што оригинално име е пајажината на Шарлот и писателот не е македонец, кај нас порано преведиле како пајажината на Клементина. И скоро сите имиња се некако позвучни со нашите македонските имиња. Сега, дали тогаш било дозволено слободен превод, кој како сака да си преведува, или пак тие што ја преведил тогаш таа книга сметал дека полесно ќе им биде на децата у Македонија ако ставе некои наши имиња, за полесно да го запамтат. Пример, Клементина е наше име, македонско. Но денеска, пошто се сменети стандардите, денеска се преведува оригиналното. Значи, оригинално е пајажината на Шарлот и оригинално се сега преводите како пајажината на Шарлот. Сега тука имаме две опции. Или наставниците да ги прочитате двете книги, да прифатат вистината дека порано се направило некоја отстапка, ама дека вистината е ваа што е, името е пајажината на Шарлот, и да не ги ограничуват децата дали ќе ја најдат у библиотеката старото издание пајажината на Клементина или новото издание пајажината на Шарлот, дека не се толку важни овие случаи имињата да се запамтат, колку што е важна приказната и поуката да се извлече од книгата. Мада, ако јас се викам Бојана, ја би сакала да ми се обратат со Бојана, да не ми се обратат со Тодорка, Трајанка, Весна. Значи, јас сум Бојана, ама пошто се работи за една група која што, нели, сите сакаме да бидат подобра, нашите деца, мислам дека наставниците можат нешто да го поедностават, да не биде толку комплицирано, па родителите сега да барат, наставникот рекол мора Клементина, па родителите да барат дека мора Клементина, а она е Шарлот. А Шарлот може да се најде, Клементина не. Освен некој старо издание, некоја библиотека, која што се надеваме дека е здраво, дека не е сукинато. Пошто со години го користеле многу деца. Така да, моја препорака да прочитате пајажината на Шарлот. Предобра приказна.